и го возиме превојот од северната страна. Добро утро на сите и добро дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со Ташет. Ова видео ќе го посетиме највисокиот пат во Грција. Започнуваме со едно утро, доста свежо, летно, прекрасно утро, идеално за возење на мотор. Сатот е 5:20, а сега излегуваме од Битола и се упатуваме кон границата. Значи тргаме од Битола покрај Лерин, покрај Кајлари, Кожани, покрај Гребен и веќе од Гребен се исклучуваме од автопат и мислам дека не чека еден прекрасен пат. Се упатуваме кон Јанина градот и од Јанина одиме по највисокиот пат во Грција, Мбарос пас, и од таму потоа се враќаме назад. Вледовме в Грција, негде 25 минути ме фати се насе да ја преминам границата. Сега тука се приклучуваме на автопатот и одиме до Подгребен по автопат. И конечно се исклучивме од автопатот, сатот е 7:20, точно 2 часа од како тргнав, а сега јас тука има една река, ќе ја преминам и ќе направам пауза веднаш после реката. Тука ќе ја направам паузата точно на мостот на оваа река. А од тука натаму мислам дека не очекува едно интересно возење, еден убав пат. Завршив јас со паузата, поминаа премногу камиони, мостот се дрмаше премногу, ќе врвеше камион. Малце беше страшно, ама интересно. Продолжуваме сега понатаму, сатот е 7:42. Имаме сега возење само право 40 км, одлично, може GPS-от да се исклучи. Низ целава шума мириса на бор, преубаво едноставно и за гледање, и за возење, и за мирисање. Буквално уживање, асфалтот си е супер. Ме потсеќа вака дори возам кога одев во Бугарија од Велинград за Доспат. Мана е тоа што на одредени места има, гледате, од карпите надолу изронати како камчине, има некаде каде што се и на патот, но не се во нешто колкав број огромен да речите да треба ептен да се пази. Ама сепак убаво е да се има на мукает. Еве тука, например, вака.
Возиме тука паралелно на езерото. Езерото се вика Тецхнити Лимни ААОУ, нешто така беше подпишано. Големко езеро, така како со краци, да речем, расширено, ко зраци има. Еве уште еден поглед на езерото, дури забележувам и дека има и островчина на езерото. Доста интересно. Слегуваме надолу, уште свежок воздухов, ветро што ме дувка, меѓутоа сепак и прижежува до негде, сонцето веќе спекнува, веќе е во полн сјај, садот е 9:22 и очекувам, односно чувствувам дека, знам дека кога ќе слезиме подолу ќе биде многу тешко додека не почнеме со искачување на Барос пас. А од левата страна таму ни е и автопатот кој ги поврзува Јанина со останатите градови односно Јанина ја поврзува со Костур, со Гребен, со Кожани. Овде имаме поглед на градот Јанина. Гледате, тоа е езерото, бидејќи градот лежи на езеро, односно покрај градот има езеро, а тоа позади езерото е градот Јанина. Завршив во некое село, низ некои тесни уличиња, само GPS го наместив без автопати и патарини, тука ме донесе. Прво одиме кај Каларитес ќе одиме, но село тоа е на самиот почеток на Барос пас. Уште еден поглед на градот Јанина. Ма Барос пас тој би требало да е или таму негде, ако не е тој, меѓутоа планините се тие. Не е ова првото што ја гледате тука со шумата, туку позади по високото и голото, што нема дрва на врвот. А ние сега имаме тука премногу зигзаг пат. До селото каде што започнувам Барос пас со возење имаме уште околу 1 час и 10 минути возење, сега е 10:25. А веќе можете да ги видите зигзаг патот што ви велев дека ќе го возиме. А и тука еве ги овие под нас надолу. Значи сето ова е зигзаг, 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 зигзаг. Асфалтот не е во некоја одлична состојба, многу добра, а и горе не е исто така. Мислам дека во одлична состојба, останува да видиме. А ние од таа десна страна се искачувавме преге, сега од спротивната страна, односно од таа се спуштавме, а сега од оваа тука се искачуваме. Многу камчиња вака на патот има испаднати, сака малку внимавање, бидејќи се сепак остри кривини и не би сакале да се зализгате на некој камчи, бидејќи не се некои мали камчиња, туку големи парчиња. Интересното е тоа што постојано стрмно, прво стрмно ќе слегуваме, потоа пострмно ќе се искачуваме, па пострмно пак слегував, па пак пострмно се искачував, па сега еве пак слегувам и пак ќе се искачувам. Едноставно за Дон Барос пас да стигнеме, изгледа мора неколку други превои да ги поминиме прво. А од оние планините треба на едното да е Барос пас.
До највисоката точка на Бароспас имаме уште 43 минути и 23 километри. А сега тука треба да поминиме по овој метален мост. Оу, високо колку е. Поминавме и продолжуваме нагоре кон Бароспас. На таа реката која што видовте иначе, има сега го поминав пред малку, со малку пешачење се оди кон едни водопади под кои има како базен од вода направен, во кој што може да се капите и имаше доста многу коли. Тука дувка ладно ветре. Да продолжиме ние понатаму. И пополека, но сигурно се искачуваме кон Бароспас. Преубаво е стварно. Ладен ветер, а не жежи многу. Ме потсеќа вака на антена Пелистер, како ќе одите голо така без дрвја, само што овде има многу поголема површина на планина, да речем. Или барем така изгледа. Направив една добра пауза јас тука, а иначе не одиме во селото Мацуги, јас мислев дека ќе биде попат, тука одиме во спротивен пат. Сега веќе тргнуваме назад кон Битола и го возиме превојот од северната страна.
Иначе не знам дали ви кажав, Барос пас е највисок асфалтиран пат во Грција. Највисоката точка, односно кај што ја правев паузата, каде што беше и тој каменот, е 1950 метри негде над морска висина. Овде јас не знам како ќе поминам. Ајде се трга едната. Треба да се тргнат и другите. Ајде. Ајде бе мола. Уште малце подесно и ќе поминам. Не ќем да го исплашам мало ако се разбега да не... Добро, ето така. Добро. Одлично. Тука ме тера да завртам лево, изгледа ќе имаме малку офроад. Јас и кој ја разгледав рутата видов дека офроад ќе имам, ајде си реков. Меѓутоа што е тоа, ај сега многу ќе ми дојди пат доколку се враќам назад. Возиме офроад, на удолница преге ќе се отепав, пошто со АБС ми е моторот, не се гасни. Јас скочам, моторот си оди, ама евентуално успеав да застанам. Сега си возиме вака порамно, не знам до кога ќе биде вака, само да не е многу стрмно, рамно ако е добро. Исто така ми свети за бензин да турам, а бензинска во близина ќе има на автопатот сигурно. Не би требало уште многу да имам до автопатот, но сепак офроад е бално движиме, може да потрај. Видов асфалт во далечините, се надевам за брзо ќе пред малце стрмно многу беше, кочам и возам, одвај чекам на асфалт да излезам. Не сум голем фан на офроадот. А сега после ова и уште помал фан сум. Мислам добро офроад во рете да е, не знам, не асфалтиран, ама да е земја, да порамно, барем за мене сега. Некој во ова ќе наоѓа. Нагоре, например, да беше по-друго ќе беше ова, ама надолу не ми е тоа. GPS-о вели 3,7 км лево, се надевам тоа значи дека ќе излезам тогаш на асфалт и ќе завртам лево. Добро. А се надевам и порано асфалт ќе дојди. Размислувам и одлучив по автопат ќе се вратам, бидејќи во моментов ми фали еден добар асфалт. Но што е тоа, е се искуство. Е, вака во офроад да за мене. Вака, нагоре, наравно да. Вака со мерак да возите. Ама иначе надолу на онакви камења лизгави, ризично премногу. И конечно асфалт, шукјур.
Сега следен тая цел завршена, следна цел бензинска. Најдов бензинска на 2 км од тука. Би требало да стигне бензин. А од левата страна е Мечово. Дали село, дали градче, не знам, ама изгледа за градче. Ете и бензинската. Конечно. Тука? 95. 95. Yes. 10 euros. Турив бензин, сега да одам да се приклучам на автопатот кој води од Јанина за Кожани. Веќе го гледам. На враќање не снимав бидејќи по автопати возев 200 км, а тука е крајот на денешното видео. Доколку ви се допадна, притиснете лайк, и доколку немате притиснато subscribe, притиснете subscribe со цел да бидете известени кога ќе објавам некој следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.